Во летните месеци Кочани е посетено од голем број туристи, домашни и странски, кои по обичај бараат посета на историски и културни вредности на градот и општината. Во самиот град средновековната кула со својата градба, архитектура и намена го привлекува вниманието на посетителите. Во неја може да се видат роднокрајното оделение на библиотеката Искра, како и археолошката збирка. Посетителите, туристи или љубители на минатото на Кочани во етно куќата може да ги запознаат двете постановки на изложби кои зборуваат за етнолошкото богатство на планинските села од Осоговијата, како и интересен движен археолошки материјал кој вреди да се види и запознае. Споменикот на слободата сместен на височинката Локубија на посетителите им ја раскажува историјата на македонскиот народ, од праисторијата, од Илинден и од Народно-ослободителната војна. На посетителите туристи на располагање им стојат и убавините на локалитетот кај Дабот, каде што во природен амбиент под петвековните крошни на стариот Даб и манастирот посветен на Свети Илија, ќе слушнете приказната за Дабот, за комитите, за борците загинати во повеќе војни од овој крај. Црквата посветена на великомаченик Ѓорги со старата камбанарија и градскиот часовник се инспирација за посетителите туристи, а манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон со двете манастирски цркви, богатиот фреско живопис, манастирската библиотека, конаците и пред се светата вода која извира во темелите на големата црква се само дел од убавините и вредноста на овој манастирски комплекс, лоциран на 10 километри